Драги гледачи, поздрав од студиото на Ирис телевизија. Добродојдовте во новата спортска репортажа со која ќе ве запознаеме со настаните поврзани со првенството во третата фудбалска лига група Исток. Во изминатиот викенд на програмата беа надпреварите од редовното 12-то коло во кое се сретнаа во Делчево игра Брегалница Голак и Рудар 1947, на Градски во Штип, Кит Го Пекчево в Чеполе, во Ново село, Кежовица Слог 1934 и во Зрнуци Зрно Камалеш. Традиционално камерата на Ирис телевизија го следеше надпреварот во Штип, помеѓу екипите на Кит Го Пекчево и на Чеполе од Свети Николе. Поради реконструкцијата на теренот во Пекчево и инсталирање на систем на прскалки, раководството на Кит Го се реши овој надпревар да се одигра на градскиот стадион во Штип. Во досегашниот дел од првенството, тимот на Овчеполе по 11 одиграни првенствени кола оствари 4 победи, 3 средби одиграни нерешено и доживеа 4 порази. Со гол разлика од 22:21 има бодовно салдо од 15 бодови и го дели четвртото место со екипите на Кежовица и на Слога 1934. Екипата на Кит Го Пекчево има учинок од 10 победи, еден нерешен резултат и нема ниту еден пораз. Со гол разлика од 49:5, убедливо е на првото место со 31 освоен бод. За надпреварот во Штип, тренерот на Чеполе Тони Серафимов се реши за следниот состав. Со број 12 Марио Сандевски, број 2 Злате Тодоров, број 5 Александар Костов, број 6 Филип Митков, кој е воедно и капитен на екипата, број 7 Боце Ефремов, број 8 Јорданче Јорданов, број 11 Виктор Трендафилов, број 14 Миле Костов, број 15 Никола Стојковиќ, број 16 Тодор Мирославев и број 19 Иван Андов. На клупата за резервни фудбалери се со број 9 Николче Симонов, број 10 Дејан Петровски, број 11 Виктор Доневски, број 17 Роберто Симонов и со број 18 Стојанче Трајков. Тренерот на Кит Го Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. На голот со број 12 Тамер Јамаковски, со број 4 Миле Денковски, број 6 Илја Синев, со број 7 Мартин Стојанов, со број 9 Андреј Симевски, кој е воедно и капитен на екипата, број 10 Маријан Ташков, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски, со број 16 Бобан Тиквешанац и со број 19 Мартин Димовски. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 5 Дени Андонов, број 8 Антон Ратков, број 11 Томи Станоевски и со број 20 Владко Стојанов. Главен судија на надпреварот е Мише Богданов, прв помошник е Игор Костовски, втор помошник е Божидар Доневски сите Штип. Делегат на оваа средба е Кирчо Стоичев од Делчево, а контролор е Тоше Тимов од Кратово. Играчите на Чеполе Свети Николе се во жолти дресови, а играчите на Кит Го во својата стандардна бела комбинација. Првиот центар тргнуваат домаќините со почетниот удар за капитенот Андреј Симевски. Веднаш и првичиот поглед укажува на катастрофално лошата состојба на теренот на Градски во Штип, во кој има поголем дел од исушена трева. Овој терен до само пред неколку месеци ваеше за еден од најдобрите во Македонија. За жал сега е во очајна жална состојба, од која ако се сака добар фудбал ќе мора веднаш стручно и квалитетно да се интервенира.
Играчите на овој надпревар ќе има потешкоти околу контролата на топката, за разлика од условите со теренот во Пекчево, кој е за пример во целиот источен регион и е одличен за игра. Лидерот на табелата ќе настојува рутинирано, со мирна и содржајна игра, да освои нови 3 бода против Овчеполе, тим кој во досегашниот тек од првенството единствен му откина 1 бод на Кидго на првиот меч од Свети Николе, играјќи нерешено 1:1. Надпреварот го започнуваат во тој стил, со респект едни кон други, предпазливо со првите испитување на силите, иако тие добро се познаваат. Сепак, први кон голот се заканија домакините, играчите на Кидго. Акција која започна преку Тиквешанац, ја продолжи Дујевски, проигрувајќи со Симевски, за да Дујевски одлично го проигра Стојанов, кој пак имаше лоша ниту удар кон голот, ниту проигрување од Мартин Стојанов, иако сам пред голот топко очекуваше Трендафилов и со право се лутеше и реагираше. Веднаш потоа со ненаден удар се закани Димовски, но топката отиде крај голот на Овчеполе. Аплаус од трибините на отворена сцена заработија Андреј Симевски и голманот Марио Сандевски во акцијата од 15-та минута. Голгетерот на Кидго Симевски убаво стартување упати вистински проектил, а голманот на Овчеполе Сандевски со атрактивна парада ја скроти оваа топка. Кидго преку Мартин Стојанов изведе корнер, во кој високо центрираната топка ја боксуваше гостинскиот голман. Таа дојде до Дујовски, кој сакаше со лоп удар да ги изненади, но топката отиде високо над голот. Мартин Стојанов имаше обид и од слободен удар, по кој беше густо во петерецот на Овчеполе, но топката за жал отиде високо над голот. Агилниот Трендафилов во акција го пронаде Димовски по левата страна, следуваше центаршут по кој пред допастил Симевски, во последен миг интервенираше Мирославев и свадајќи ја топката во аут. Нова долга акција на домашните играчи со повеќе учесници, кои имаат допир со топката, за да конечно Дујовски прекрасно го проигра Денковски, кој со петни сили успеа да ја стигне оваа топка и да упати центаршут пред гостинскиот играч Јорданов. На топката од прва стартуваше Трендафилов, кој стрелаше прецизно во мрежата на немокиот Сандевски. Гол за водство на Кидго од 1:0, стрелец Јорданчо Трендафилов во 24-та минута, кој токму од Овчеполе дојде во тимот на Кидго. Вреди да се спомене дека неговиот брат Виктор со број 11 е во дресот на Овчеполе, а нивниот татко Кирчо Трендафилов е некогашен играч на Штивска Брегалница, а на денешниот надпревар е во својство на представник на Овчеполе. Интересно, на мечот во Свети Николе во првиот дел, на прашање на гледачите за кој тим ќе навива, ветеранот Трендафилов беше со лаконски одговор. Во првиот дел за Овчеполе, а во второто полувреме за Кидго Пекчево. Фудбалерите на Овчеполе вратија со напад по кој издодија корнер и во кој Миле Костов ја изненади од брамбената формација на домакините, но не и голманот Тамер Јамаковски, кој беше внимателен и сигурно одбрани. И не само што одбрани, туку беше најзаслужен за извонредниот контрнапад, во кој по одличниот дегажман беше директен асистент на голгетерот Симевски во постигнувањето на вториот гол за Кидго. Симевски го искористи ово одлично додавање на Тамер Јамаковски, победе на своите чувари и откос успеа да ја спроведе топката во мрежата на немокиот Сандевски за водство на Кидго од 2:0 во 26-та минута. Играчите на Овчеполе не се предава и понатаму се трудеа во акција преку средината на теренот да се префрлат кон половината на Кидго, за да преку брзиот тандов сторат нешто повеќе. Сепак гранитната одбрана на Кидго беше сигурна и не дозволуваше закери по голот на Јамаковски. Нова одлична акција изведе Кидго преку Дујовски и Симевски, кој се реши со проектил да се закани по голот на Овчеполе.
Ке беше тоа атрактивен неврогол, кој сепак го спречи голманот Сандевски со врвовите на прстите ја закачи и исфрли оваа топка во корнер. Корнер го изведе Мартин Стојанов, на топката интервенираше со глава Александар Костов, но таа дојде до Дујовски, кој ја продолжи кон Ташков. Се дуваше силен удар кој беше изблокиран од одбранбените играчи на Вчепале, за да сепак топката дојде до Тредофилов, кој шутира прецизно за нов гол. Втор гол за него, а трет за неговата екипа. Кијат го Вчепале 3:0, стрелец Јорданчо Тредофилов, а ја бележиме 36-та минута. Гостинските играчи се принудени по трет пат да тргнуваат од центар во акција по која се обидуваат да минат на противничката половина, но тешко им оди тоа. Иако имаат високо водство, моралот кај играчите на Кит го е голем и продолжувал со напади. Во таков стил Денковски упати центаршут, по кој Симевски шутираше со глава, но издаде само корнер. При тоа се жалеше на повреди и беше вон теренот. Но корнерот одлично го изведе Ташко во стилот на Шекери, нишанеше право во голот, за да Иван Колев само го потврди ова одлично изведе корнер. Нов гол за нова радост и играчите и навивачите на Кит го изубедливи 4:0. Стрелец Колев во последната 45-та минута. И тука некаде беше крајот на оваа прво полувреме во кое мирно, лесно, рутинирано фудбалерите на Кит го постигнаа 4 убави голови, дело на Јорданчо Трендофилов кој постигна 2 и на Андреј Симевски и на Иван Колев стрелци на по еден гол. Иако беше студен неделен ноемвриски ден, сепак оние наупорните и најверните кои го милуваа фудбалот дојдоа на трибините на Градски да го проследат овој надпревар и да се запознаат со квалитетот на третолигашките екипи од групата Исток и пред се да ги проследат и да се уверат во раскошниот талент на играчите на Кит го, кои се вистински хит во овие две сезони. И во оваа есенска сезона на најдобро можен начин со атрактивна и пред се ефикасна игра си го трасираат патот кон второлигашкиот колосек во групата Исток. Од играта што ја прикажа во првото полувреме и од постигнатите 4 гола, гледачите можат и треба да бидат задоволни. Второто полувреме започна со првиот контакт на играчите на Вчепале преку агилниот Иван Андов, кој представуваше постојана опасност за домакините во првиот дел, но му треба поддршка и од останатите со играчите. Тренерите на двата екипи во вториот дел направија по 3 замени, така дека Вчепале во игра влегоа Николче Симонов, Стојанче Трајков и Роберто Симонов, додека во игра кај Кит го влегоа Антон Радков, Денис Јанковски и Дени Андонов. Веќе првата акција на Кит го внесе паника кај гостите, откако Тиквишанац убаво го проигра Димовски, ова уште подобра атрактивно со пета ја спушти топката за Симевски. Се дуваше удар од 20 метри, но голманот Сандевски одбрани. Со ударот далечина по голот на Сандевски се закани Дујовски, но и неговиот удар голманот го одбрани. Ташков е во нов напад, упатува диагонала за Димовски, кој пред Виктор Трендафилов нафрли пред голот, а Стојанов шутираше високо над голот. Во седнат напад гледачите веќе видоа нов гол.
Акцијата ја предводеше Трендафило, кој упати кон залетаниот по десната страна Денковски, кој силно шутираше и топката ја затрсе мрежата на немоктиот Сандовски. Кид го вчеполе 5:0, стрелец Милен Денковски во 60-та минута. Точно 1 час се игра на градски и се чини веќе на големо е скршен моралот и отпорот на гостинските играчи. Преостанатите половина час се игра се со надеж да не се примаат повеќе голови и да не се доживее вистинска поголема катастрофа. Дујовски беше еден од главните организатори на играта на Кидго и претрче голема километража на овој меч. Тој одлично го проигра Димовски, кој се реши на удар кон голот, но пред него се испречи Александар Костов и изблокира. Се бараше пенал, но очигледно Костов беше во фаза на свртување и го бранеше лицето, а и близу настрано беше судијата Богданов, кој не досуди ништо. Ненадејана шанса им се укаже и на играчите на Чеполе. Разредена беше домашната одбрана, но Митков и Симонов нема успешна соработка, не се разбра најдобро и оваа топка заврши ке голманот Јамаковски. Следуваше убава акција на играчите на Кидго, во која последна со топката контактираше Стојанов, при што изнуди само корнер. Последната шанса ја има домашните играчи преку Дујовски и Симиски, но домашниот играч се најде во Рашчекор и топката заврши во гол-аут. И тука некаде беше крајот на овој надпревар. Кидго Пекчево овчеполе 5:0, полувреме 4:0. Со головите кои ги постигнаа Јорданчо Трендафилов, кој постигна 2, и Андреј Симирски, Иван Колев и Миле Денковски, кои постигнаа по 1 гол. Убав, фер и коректен надпревар со одлична свирка на штипската судиска тројка Мише Богданов, Игор Костовски и Божидар Доневски, со само еден покажен жол картон и тоа на домашен играч. Штипјани може да уживаат во прикажаната игра, која покажува и докажува дека на истокот се игра квалитетен и атрактивен фудбал, зачинет со прекрасни голови, со кои многу од подзаборавените некогашни екипи полека, но сигурно се враќаат на фудбалската карта на Македонија. Кога сме кај Штип, да го искажам и податокот и да ја сподела информацијата од раководството на фудбалскиот клуб Кежовица, кој на стадионот во Ново село се сретна со екипата на Слуга 1934 од Виница. Овој надпревар покрај првенствениот имаше и хуманитарен карактер. Имено, раководството, играчите и гледачите кои дојдеа на стадионот во Ново село донира средства кои беа неопходно потребни за операција на малата Валерија Зафировска и тие ќе бидат уплатени на незината банкарска сметка. Паралелно на овој надпревар се собра и паричи средства за играчот на Слога 1934 од Виница Филип Гаврилов, кој на првиот надпревар помеѓу овие две екипи во Виница, во првиот дел на првенството имаше тешка повреда на ногата. Паричите средства беа предадени на капитенот на Слога 1934. Убав и внимателен гест со кој фудбалскиот клуб Кежовица во целина заслужува респект и почит кон повредениот фудбалер, както и за одржување коректно, фер и пријателски односи не само со Слога, туку со сите останати екипи. Еве ги комплетните резултати од ова 12-то коло. Бергалница гола, Рудар 1947 3:1. Кидго Пекчево, Овчеполе 5:0. Кежовица Слога 1934 3:0 и Зрновка Малеш 1:4. Табела. Тимот на Кидго Пекчево е на првото место со 34 освоени бодови. Второ место Малеш 21. На трето место сега е Кежовица со 18. Следува Брегалница Голак на четвртото место со 17. Петто место Рудар 1947 има 16 бодови. На шестото и на седмото место се тимовите на Овчеполе и на Слога 1934 со по 15 бодови. Нешто подобро гол разлика има тимот од Свети Николе и на последното осмото место екипата на Зрновка со само еден освоен бод. Надпреварите од следното 13-то коло на програмата ќе бидат во недела 26 ноември, во која камерата на Ирис телевизија ќе биде на стадионот во Виница на средбата Слога 1934 Кидго Пекчево. Нова средба, драги гледачи, ве закажувам идниот вторник, а до тогаш останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!